Срекна нова година и новогодишни празници ви посакува Нект. Режија джингл. Да не помислите дека овој подкаст е станат сатира, како со медиумскиот пазар, ќе говори и фактот дека може би 3 месеци се малку, но оваа година ја започнуваме без никаква финансиска надворешна поддршка, без спонзори, ниту пак добиен грант. Сепак, тоа нема да ме спречи како новинарка да развијам медиум кој ќе биде поразличен од останатите во етерот. Гостинка во новата година и 16-тата епизода е Кике Цветче. Таа е инфлуенсерка, а во оваа епизода разговараше за тоа како таа самата почнала да се занимава со оваа професија. Зборувавме за нејзиното патување во Занзибар, кои се предизвиците на инфлуенсерството во Македонија и за својата лична борба со килограмите. Уживајте. Кике, како си? Одлично. Баш ми е кејф затоа што со уште една Христина, пресконам да е Христина, јас започнувам годината со твоја именјачка, ја завршив и многу интересно дека донесовте иста бомбонјера за на подкастот. Недоговорени. Недоговорени, ќе помисли некој дека моите гости имаат одреден спонзор што ги снабдува со благо да дојдат кај мене. Само беа на акција во Кам. Толку. Значи тоа е тајната на гостите мои. Моите гости пазарат во Кам. Барем тоа е за мене, за другата Христина не знам. Како си? Како ти почна годинава? Весело, многу весело. Некако презабавно ја испратив 2023 и со душа ја чекав новава и динамично и весело. Понеделникот си ја дадов онака како одмор и од вторникот турбо се вратив на сите обврски, на сите промени, на навики што сакав да ги почнам и сега за сега интересно. Што е тоа што сакаше да смениш и да го оставиш? Да се вратам на вежбање и да почнам да се хранам 100% здраво пак. И се придржуваш? Четврт ден, така четврти сме. Четврт ден денес се придржувам. Значи уште си во фазата, есто секој што шегам, се уште си во фазата на мачење кога ги броиш деновите, па пробува човек во некој колосек да се стави, зашто е мачено. Па е напорно и пак како нов почеток си го доживувам, ама пробувам да се потсетам како ми беше пред дете, не знам, 3,5 години скоро. Осеќам кризи и се полевам со вода. Тоа е, ми текнува на јадење, па што пак некако се поднавикнав последнава пола година да си дозволувам да подмезнувам, да подкаснувам, па чекај ушова. И се навикнав количински да подкаснувам повеќе и сега знам дека ќе биде можеби малку макотрпно, ама it's manageable, сум го поминала еднаш, знам дека малку ми треба да влезам во тој колосек и после ќе ми биде скроз лесно како што ми било и досега. Баш сакав да почнеме за тоа да зборуваме, затоа што барем ти на својот Инстаграм профил не правиш се да изгледа совршено, има и неубави денови, и ета на еден таков предизвик, на една таква лична борба, што ти баш секоја недела се снимаш и објавуваш што ти биле предизвиците, дека некогаш си јадела повеќе од што треба, некогаш не си извежбала колку што треба, знам дека вежбаше заедно со програмата на Ана Стојановска, и дека Стојанова и претпоставувам дека се уште вежбаш со неа или веќе ти у рутина стана ставено, па не мора да си дел од програмите. Па не, се уште си сакам, пошто си добивам и рецепти и плюс сега имам и теретана вежби. Некој друг мисли за... Па да, сакам да навлезам повеќе во вежбите сега, да ги анализирам и да гледам како ми се менува телото, пошто пренавикната бев овој период, сам изминатиот период, што викаш, даено ми е и јас само ќе го правам, ама сакам сега во филозофијата на тоа повеќе да навлезам за да ги осеќам промените што ќе ми се дешаваат на телото вајда после вежбањето. Пошто принципијално бев неш вежбај го ова, прај го ова, тие се резултатите и стварно вистина беше, сега сакам по душевно да го осетам вежбањето, е така да кажам, да се поврзам со вежбањето за да не си дозволам нареден пат волку големи скокови и волку голема пауза од вежбање, пошто сакам да ми е дел од секојдневието. Не сакав да почнеме да зборуваме со тоа затоа што многу пати се прават лажни слики од социјалните мрежи. Не би сакала никој да ми замери, но често пати и на подкасти, и на телевизија, на разни YouTube канали, други што нели ги водат
често пати новинари, но и други луѓе, гледаме луѓе што зборуваат за вежбање, но тие се занимаваат професионално со тоа, се фитнес инструктори и тие треба да сватиме дека 5 пати во денот мора да вежбаат. Тоа им е работа. Ако треба јас ова да го правам неколку пати во неделата, тие мора да вежбаат. Да. И дека многу пати ствара фрустрација, не знам како си се чувствувала ти, ама јас сега во моментов со килажа постпартум, свикам како некој може толку да се придржува и да изгледа вака, додека самата не се свестам дека на тие луѓе тоа им е работа. И затоа ми е многу кејф што токму ти дојде, а ти самата многу пати си зборела за колку е тешко и колку не е така све розово како што на некој му изгледа и си вистинскиот човек. Твојата приказна да ја раскажеме затоа што си некој што е од, ајде да кажем под наводници, од оваа страна што целиот пат го изодел и го оди, самата кажуваш поминале повеќе од 3 години и тоа не завршува никогаш. Некако како бајките што си ги доживуваме, дека е happily ever after, еднаш се ослабува и толку е. Имаше период кај што мислам дека и во таа заблуда бев, се додека не сватам дека го поминав ова, кое што изгледаше како најтежок чекор и нели на сите ни е тешко да го почнеме и да го оствариме, и сега после шо? Барањето на тој константен секојдневен баланс, односно прифаќањето дека it's a constant work, мора постојано да даваш од себе, ако сакаш да ти се врати добро, ако не се грижиш за себе, за своето тело, не можеш ни искрено да даваш ништо наоколу. Пошто знаеме колку е штетно и физичка недвижење, колку е штетно и храната што ја внесуваме, колку попроцесирана храна, толку по-загадена околина внатре. А колку поише се загадуваш внатре, толку тешко е да извадиш позитива од тебе, добрина од тебе. Тоа ни е коренот на сите болести. А дали ти си има случајно да речеме предходно, пред да се одлучиш на долгорочен план да го правиш се ова, да бидеш, да речеме, жртва на тие ригорозни диети, на држење 20 дена диета, па ќе сега наеднаш ќе имаш 10 кила помалце, јадење само 2 галети во денот и таа цела токсична култура на диетите се случило ли? Као сите нас да бидеш жртва на тоа? Се разбира, ја бев со 100 и кусур кила во средно. Така да сум држала диети од, не знам, 7 дена само краставици, 2 кила краставици на ден и навечер чаша јогурт. И сум имала дисциплината, ама не сум знаела, не сум била свесна за штетата што си ја нанесувам во тој момент. Пошто да, ќе ги ослабам тие кила, ама тој јој ефект после е многу потежок. Штетата што ја нанесуваш, таа флуктуација на што му е креираме на организмот, на екстреми, као премногу храна, премалку храна, премалку, пак штетна, као се додека него најдеш тој баланс на fine line или вака како бранчиња да ги наречам, да ти бидат флуктуациите, не можеш да ти успее ништо, пошто се екстреми што не ти годат, само ти штетат. И ме спомна дека си се борела со килажата и во средна. Мислам, спомна и цифри, спомна и цифри, ама сметам дека никој од нашата генерација не постои девојка што жена што и сега нема проблеми со тоа како изгледа, погрешна слика за тоа како изгледа. Дали тебе, например, ти влијае, не знам, оние тин магазини, тин звезди, Дизни звезди, се што беше size zero, па се што на малку некој му висеше целулит, имаше по естрадни, нели, по накви, во жута штампа и тоа се нормални тела што за тогаш се зборуваше дека тие жени се дебели. Ти има ли влијаено растејки, бидејќи мислам дека не постои жена од миленијалците што и нема влијаено таа некоја совршеност на манекенки што претпоставувам повеќето имаат сериозни проблеми сега и имале тогаш. Се согласувам, мислам дека стварно не постои некој што му нема влијаено, освен ако не знам, добра подкрепа и едукација имале дома. Мене ми влијаеше премногу на самодовербата. Само бев, знаеш, во главата си бев влезена, мислам дека во некоја прича дека окей, ова е дистант од мене, као ова е свет во кој што јас никогаш не можам ни да припарам, као да бидам јас толку слаба. Пошто не знам, код длабоко во себе да не сум верувала дека можам да го достигнам тоа. И уште толку ми влијаело на самодоверба, не знам, на плажа ако треба да се соблечам негде, као јас не сум одела толку често, не сум одела по базени со друштва. Као во средно
еднаш или два пати макс ако имам отидено, мислам дека, а честа појава да се соберат летен распуст на базен, одиш со друштво. Ми било срам. И дури на одмор, као фамилиарно да сум отидена до Грчка, првиот ден, памтам, вака тука ми е врежано, дека секој пат, каде и да треба за прв пат да се соблечам ја по купачи, никој не ме познава, никој нема на плажава лик што ме знае мене лично, не е друштво, не е иста возраст луѓе, никој нема. Мене пак ми е срам. Првиот ден и се соблекувам после, пошто уживам вода и уживам да сум на плажа и све, ама иницијалниот момент на немање самодоверба и срамење од себе секогаш постоел. И мислам дека тоа дефинитивно делумно се должи на цел тој медиумски приказ на како треба да изгледа една жена и убавината. Врсничко насилство има и сега, повеќе се зборува за тоа, имаш и ние кога бевме деца. Имаше ли поради изгледот булинг од останатите? Имаше. Ама не знам. Сега кога ќе го размислам од оваа перспектива, не го доживувам како толку травматичен. Пошто секој втор на улица може да помине и да ти каже некоја замерка што ја мисли за тебе. Ама битната лекција што ја научив низ годиниве беше дека зборот не може да те повреди ако ти не му дадеш такво значење. Конкретно мислам насилство, од сите насилства, за вербалното насилство мислам дека можеме да придонесеме сами да не ни штети толку. Заради тоа што ако веруваш во себе и дури и да сум сум била дебела, како можеш да ме навредиш, краво, свињо, вака така, било какви погрдни зборови, ако јас имам доволно љубов за себе во себе и ако се прифаќам себе каква што сум, не можеш толку да ме навредиш ти, пошто се согласувам со тебе, ама не ми кажуваш нешто, мислам ти ако си го пратил зборот како навреда, јас нема зошто да го прифатам како таков, само тоа кажува за тебе поише него ли за мене. Ти имаше на некоја конференција баш сега за, ти ги видов трепките, за вештачките трепки, еден твит. Баш на тема возборува. Баш на темата, да. Дали мислиш дека многу пати и несвесно го правиме тоа? Да. И многу често кога некој може добронамерно да ни го посети. Ти имаше како пишано, вие со вештачки трепки, подалеку од мене, потоа кажеш се јас имам вештачки трепки. Сега неам, мислам се пауза, ама долг период носев. А скроз го имав заборавено, буквално со Иван, не знам како го најдовме, седевме или јас случајно го најдов, му го читам и се згазивме од смеење. И така многу рефлективно немаш мислено дека некој можеш да навредиш, да речеме. Да. И јас во себе сум, да, тогаш беа чудни, беа огромни. Не, исто е. Твитер беше една таква мрежа кај што мислевме дека треба се да си напишеме дека сме смешни со тоа, некој може би го навредило. Друг, ти можеш се да напишеш, ама зашо да испраќаш омраза или негатива кон некого? Има многу толку убави работи во животот што можеш да ги споделиш или корисни. Не мора се фокусираме на тугиот изглед, што е константно променлив, као едно човечко тело, земи го најпросечно, од младост до старост, тоа е поентата, ти се менуваш, како што ти се менува телото, сметам дека треба и душата да си ја менуваш, односно да ја надградуваш цело време. Да, мислам дека едно со друго, самата го спомна ти, мислам, ако самиот со себе е вака понародски во главата, не срадиш некои работи, мислам, друго е сосема минорно некој како изгледа сега, да не зборуваме дека некој треба целосно да се запостави, но многу повеќе поради здравствени причини, поради таа енергичност и здрави навики, отколку за тоа како изгледа, затоа што ќе кажат другите. Затоа што 10 кила, окей, 3 празници, и еден месец седење дома и сите можеме да се здебелиме. А дали од друга страна да речеме, ги спомнавме тие 90-ти, рани 2000-ти, каде што се промовираше жени да изгледаат екстремно слаби, се друго се сметаше за дебели, ама каков е твојот став, например, за, да речеме, за боди позитивите, затоа што и сега некако многу во друга крајност се интерпретира, односно се дава кураж, да речем, на жени, особено што се многу обезни, дека треба да си го сакаат телото. Јас имам многу гледано клипови на TikTok, каде што жени што сериозно се обезни, и тоа исто изгледа како жена што е анорексична, кажува дека некој треба да изгледа така и дека не треба ништо да прави. Ева другата крајност. Да, се согласувам. Моментот ми е дека јас сметам дека секој треба да изгледа така како што сака да изгледа. Значи, клучен
Но не по цена на здравје. Не по цена на здравје, меѓутоа пак е тоа сечив личен избор. Ако јас сум одбрала да не се грижам за своето здравје и сум свесна за последиците, пошто никој не е до толку игнорант, знае секој која штета си ја нанесува и зашто го кочи, ако јас не можам да се наведам патики да си врзам секој ден или да се качиш по скали, или да се качам да не можам да изодам 100 метри без да се задишам и да мора да останам. It's up to you да размислиш дали сакаш да го смениш тоа или не, колку сака светот, нека ти кажува дека е тоа нормално, исто како што кажувало дека е ненормално. Ако ти лично гледаш колку ти пречи и се сакаш себе, ќе направиш се што можеш за да си ја пружиш таа љубов, пошто дури водењето грижа на себе, нели, има многу форми. Така. Има многу форми и ова е само еден дел од тоа. Ако се сакаш себе, ќе се негуваш себе. Нема си дозволиш да имаш толку, како да кажам, толку да не водиш грижа за себе до толку долго, да се запоставиш толку долго, колку што кажа. Пак коренот мислам дека се сведува на колку често се дружиш со себе, ај така да го кажам, пошто јас порано и мислам дека тоа ни е проблем на многумина наоколу што го гледаме, кога бегаме од себе. Као не седнуваш да се подружиш со себе, да си направиш искрен муабет, кај можам да се подобрам, која навика ми е добра, која навика ми е лоша, малце да рефлектираш врз твоите постапки, пошто многу сме брзи и лесно судиме за сите други, најлесно нели за физички изглед, а не често и не лесно прифаќаме кога некој друг ќе ни каже нешто за нас. Како што јас сум се навредувала кога ми кажувале дебела, а јас сум можела да коментирам за трепките на други. Таде тоа е пак одбранен механизам, дека ти мислиш сега, еве јас не ослабувам, за некој ќе му кажам на трепките, тоа за многу други работи се случува така, ама еве, например, што да речеме на оние што не се толку свесни. Сега тебе можеби ќе те слуша некој и ќе мисли дека Киќа ваква било пред 10 години, пред 5 години. Колку мака треба за човек да свати дека проблемот е во него? Па може да го гледаш како мака, може да го гледаш како нов почеток и како труд за подобро утро. Мачен е секој нов почеток, зашто најлесно е. И јас си го правам стално да ми. Како што кажа ти, јас се прифатив, нема никогаш слаба да бидам и тоа е најлесно. Да. И веројатно и никогаш нема некој да ослабе, са некој ќе мисли дека ние збориме дека сите на светов треба слаби да бидат. Ама, пак ќе ти кажам, ми беше многу важно да дојдеш ти, бака и после празници, и после таквена токсичност што се шири секаде на социјалниве мрежи. Ти си доста присутна, може да кажам дека како инфлуенсерка работиш. Тоа е еден дел од твоите професии, од твојата личност. Тоа носи одговорност. Носи, ама главната одговорност што си имам зададено на себе е да сум најавтентична што можам. Пошто мене ми е комплимент кога некој ќе ме застане на улица и ќе ми каже еј па иста си како што те гледам онлайн. За мене тоа е комплимент, пошто кон тоа целам да бидам своја и да пренесам нешто низ кое што јас сум поминала, пошто може тоа ќе помогне некому друг. Ти пишуваат ли луѓе да речеме вака на Инстаграм, особено после овие 3 години, вежбањето, споделувањето видеа постојано? За време на тие 3 години драстично повеќе, ама се уште до ден денес се случува да добијам пораки, желба, мотивација да ми споделат нешто ако им е лошо, као гледам колку што можам сестрано да сум тука и да најпријателски, најдругарски да си седнам и да прокоментираме ако нешто те мачи, зошто да не поминеме низ ова, која е проста работа, само тебе те кочи и ти е потребен тој пушка, мака малце да те поттурнам за да си почнеш по патот, радо би го дала, пошто знам да и јас така се чувствувам подобро. И успеало кај некој, предпоставам дека успеало на толку луѓе. Многумина. Што ти пишеле, предпоставам Последно дека имаше една девојка што правевме муабет кога почна нова програма на Ана и ми кажа дека ја крива што не се сликала за да си направи споредба меѓу прв месец и после на крај. И викам, уживај, не е страшно, ти само продолжи си како што си тераш, пошто ми кажа дека гледа добри резултати. Викам, нареден месец сликај се, па ќе си споредиш така, само не се обесхрабрувај што немаш слика, пошто не е страшно. И по месец-два баш ми пише, вика, да ти се заблагодарам премногу, ме мотивираше да се сликам и сега си ја воочувам разликата и уште и ја зголемува самодовербата, ја зголемува желбата за живота, со тој мене ме радува и баш и се заблагодари, фала што го сподели ова со мене, пошто сметам дека најдобриот начин да си помогнеш и на себе е да помогнеш на другите.
Па да, затоа и те прашав за одговорноста што ја носи секоја социјална мрежа, затоа што сега, да не бидам погрешно разбрана, многу луѓе и работата на Инстаграм како инфлуенсер не ја сваќаат како професија, од друга страна, секако како и во секој простор и во секоја професија, постојат девијации, постојат луѓе што рекламираат се што, зимаат пари за се што, да не набројувам, мислам дека многу веќе ги има. Сметаш ли дека тоа прави штета на општо на сите луѓе што се занимаваат со тоа? Барем за перцепцијата од граѓаните, затоа што многумина ќе кажат, бајде тие онамо се сликаат, видеа си монтираат и некој им дава пари. Мислиш ли дека штета прават, како и во секоја професија, поединците што не внимаваат дека со нивните постапки рекламирање на таблети за брзо слабење и брзи кредити може да го загрозат животот на некого? Знам дека може да изгледа навидум како лесно, мислам, или како да го кажам, како да има проблем тука, ама мислам дека со тек на време довербата што ја ствараш меѓу народот е препознатлива и не знам како да кажам, се гледаш кога некој го рекламира само заради тоа што е платен за нештото, а кога некој го чувствува и го живее тоа. Конкретно со автентичноста, барем јас за тоа за кое што се залагам, ми е да одбивам работи кои што не се во склоп на начинот на живот што го водам. И додека бев баш на програмата и во периодот на најголемата моја трансформација, имав добиено понуди за, не знам, за соработка со некои гумени бомбони или не знам шо беа, бомбончиња, некои такви по unhealthy да ги речам сега работи. Сега ти слабеш чоколади ќе рекламираш. Не одговара со мене, као јас ќе се представам ко гласна табла. Мислам, разбирам кога си на почеток и сакаш со жар, со љубов и со пасија да го работиш ова, на почеток јас сум прифаќала разни соработки, пошто ми се видело како интересно, сум си играла и сум се забавувала, ја како хоби сум го почнала ова, не било као станувам, јас од денес сум инфлуенсер. Многу спонтано во екот на развивањето на што е инфлуенсер или контент креатор, како додека сето тоа се развиваше и се дефинираше на некој начин да кажам, I was just having fun. И успут доаѓале, спонзори, сум викала, нели, имам можност од ова, некој ме плаќа за јас да направам нешто и сум учела многу работи као за одредени можеби производи, услуги и слично, ама и тоа ме научило што ми одговара во иднина, пак заради тоа што сум формирала одредена публика, другари и другарки да ги наречам, што за да ми веруваат, сакам да сум уште поавтентична, пошто ја сакам нивната доверба, тоа ми е поентата, едно комјунити да имаме каде што може секој да се поддржува и каде што ако јас кажам дека овој производ го користам и мене вака, барем да ги користам производите, не само да од било што да земам понуди и да ги прикажувам. Не сакам веќе да сум огласна табла. Има инфлуенсери кои што можеби уживаат во тоа и така ја гледаат оваа професија и не мислам дека има right or wrong here, не знам дали има нешто што е правилно или погрешно, народот е тој на крајот на денот валјда што бира дали кого сака да го гледа и кој контент креатор соодветствува со нивниот интерес и начин на живот. Не, тоа го мислев повеќе во смисла и сега како со подкастите ние малце или со од светов доцниме со популаризација на работи. Постојат луѓе што нели одбрале некој пат да прават подкасти за одредена работа, но да речеме секој си има нели своја публика, но каде рампата каде што треба да се контролира се ова што го работиме на интернет просторот, затоа што доколку има од еднава страна говор на омраза, ако има помеѓу инфлуенсерите таблети за слабење за кои не се одобрени од ниту една меѓународна агенција здравствена, што правиме тогаш? Зборувам за такви некои девијации во професиите, особено на интернетот, каде што јас сега не можам да ти кажам Кики, ќе ти го избришеме профилот затоа што нешто рекламираш. Мислам дека лошата слика кај граѓаните е особено поради такви работи. Некој може да си рекламира тоалетна хартија, но тоалетна хартија не може да умре некој. Или крема за лице, или не знам што, од маскара, од обетки, не може да умре некој ако
ти ги рекламираш, затоа те прашувам Yes. колкава е одговорноста и колку ја имаш еве самата ти сватено дека секоја постапка и се на интернет може и последици да има кон некого. Па, конкретно еве и за такви производи, не знам, имам предчувство дека, не предчувство, туку Еве, не мисла зборам само дека... во Македонија, не измисливме ние топла вода, тоа е секаде во светот така, не е ни професијата у Македонија е измислена многу пред нас и во Америка и на Балканов ја работат и секаде во светот. Абе, знаеш како, на крајот на денот јас сепак се доживувам како само една девојка што решила да го сподели мноштвото од нејзиниот живот, барем преголем дел од нејзиниот живот што го доживува и го искусува онлайн, пошто ја имаме таа можност. Те разбирам дека нели треба да има одреден дел на одговорност, меѓутоа тешко е да поставиш таква граница и затоа пак ќе се навратам на зависи од индивидуалецот, како ги толкува. Доколку јас привлечам некому внимание со темите кои што јас ги зборувам и ги пласирам кај мене и развијам конверзација понатаму, таа е групата на луѓе што ја сакам. Сметам дека колку само помасовно и пошироко се секој зборува за работи што му се нему битни. Јас зборувам за работи кои што како што еволвирам низ животов, објаснувам и дискутирам и сакам да споделам работи кои што јас сум ги искусила и како јас сум ги доживеала. Индивидуално е многу се, не знам, многу контент има во глобала секојдневно. Поголем проблем тука јас мислам зависноста од телефонот и од социјалните медиуми, пошто тоа не внесува во еден бубајн, да речам, кај што на аутопилот скролаш и не ни знаеш што консумираш, само го трошиш времето. Ако претходно си отрошил времето само гледајќи телевизија, сега го поминуваш на телефон и тоа го гледам и од најмали и кај најстари. Гледај сега си, толку е скрола само. А ти поминуваш доста време на телефон и ви кога не треба да сработиш ништо, да речеме, видео да објавиш, слика некоја. Да, и јас сите сме имам сега период дека кај ја што... не седам па тебе те прашам. Сите сме такви, ама баш поради работата. Па еве, тој момент, тоа ми отежнувало мене, пошто и работата, односно тоа што сакам да го споделам, значи и креативниот дел од мене и делот од мене што сака малку одмор, биле некогаш на исто место и сум се фаќала на многу моменти. Иван многу работел со мене, као ме гледал, пошто тој многу полесно успеа да се откачи од сета таа зависност од социјалните медиуми и пробувал, се трудел Си го има сватено како работа и кога не сум на работа. Си бркам друго. Мене ми било фасцинантно како можел го отвора телефонот, ништо не гледа, значи не го дистракта ни стори, ни рил што излегло, ништо. Отвара, објавува тоа што замислил дека ќе го направи и гаси, толку. Јас уште не сум се уште континуирано стигната до тој левел, ама се трудам. Заради тоа што гледам колку ми штети, знаеш, гледам колку е сад, 20 минути без потреба, се лажам дека ова ми е битно, треба да го дознам и ќе ми користи оваа информација. И памтиш нешто денес што си гледала, како не? Ќе памтам, но на крајот на денот колку ми е битно да ја знам таа информација е прашањето. Тоа прашање си го поставам. Користи, дека нешто колку ќе ми треба живот или иднина. смрт било денеска. Да. И јас ќе ти кажам една финта за да не седиш на социјални мрежи, ќе си ги избришеш апликациите од телефон. Јас сватив дека друг спас нема и кога ми треба за објавување нешто на лаптоп седнувам и така скрин тајм се намали 3 пати. Сум го зашто немам како опција, ама не знам дали. Зашто немаш што да скролаш. Може. И после кога фаќаат кризи одиш онака на Google Chrome па стискаш. Да нешто да се скрола. Instagram затоа што тварно сме болни. Да. Забележување секој пат кога го правиш тоа и прашување во моментот да се свестиш што правиш и да се прашаш дали има поента. Колку ти е скрин тајм, памтиш? Не сум кој ти е сигурна. некој просек или не отвараш? Ја пошто отварам за да се престрашам престрашам дека многу седам. Да. Мислам дека некој не знам, ќе ти излажам последно, не памтам што ми е. Ама сметај дека ја го користам телефонот некојаш и за пошто во скрин тајмот не е само социјал медија, не ги памтам конкретно сите, ама знае да ми е по 5-6 сати. Па добра си ти. Претежно.
Мислам дека последно ќе ти излажа, можам после да проверам, не ми текнува сега, пошто одамна немам обрнато време на тоа. Третина од денот го посветуваме на тоа, не знам, сега математички колку, ама то многу е. Знам дека само работам на тоа свесно да се откачам од mindless скролањето, кога ќе се фатам дека не требава, чекај, со друга цел дојде тука да провери или ако треба да пишам некому, сваќаш. Една работа што мене им помага е ми се изгасени нотификациите за социјалните медиуми, за кога ќе отворам ја, тогаш да можам да вратам. Да не, пошто често ми одземало внимание, седам нешто друго правам работа, ми сега ќе титне, едно ќе титне друго. И да вратиш и после поминале 2 сати. Да. Или само да прочитам, дури толку е, фокусот се губи. Пак ќе ми треба 10-15 минути да се фокусирам целосно од задачата пред мене. А кажа дека сосема случајно имаш улетано сега да се занимаваш со тоа што се занимаваш и не ти било тоа планот, верувам дека има луѓе што сакале да се занимаваат со тоа и го почнале патот. Како улета ти од Твитер, па почна све или како? Па од Иван почна се. Значи одамна било. Одамна беше. Па во принцип мислам да, јас сум од Прилеп, вајда не знам дали ти знаеш, ама дојдена сум тука на факултет. Знаеме тоа сите. Да. Само од секогаш имав желба да споделам нешто, веројатно, пошто од како почнаа да излегуваат социјалните мрежи, од секогаш ми било забавно да бидам на социјални мрежи, заради тоа што сум осетила од мала колку е доблесен интернетот, да речам така, пошто ми креирал пријателства што се уште ми траат само благодарение на интернетот. Значи, морам да ја раскажам приказнава, пошто ми е една од омилените. Во, веројатно почеток на средно бев, и омилена пејачка ми беше Леона Луис. И јас бев во сите фан пејџови на Леона, се следев за некако, I was a fangirl, буквално fangirl. И од нигде никаде еден ден на Facebook ме додава девојче од Скопје, ни ја знам, ни ја познавам, ама ширам познанства, ја прифатив, мислам, изгледаше легит профилот, кога не беше прифаќавме секогаш изборевме. Ама не, со сите. изгледаше легит профилот, пак девојче што води неизин живот, не изгледаше као скем нешто. И ми пиша дека ме нашла на фан пејџот на Леона во Македонија. Единствена, тоест не, единствена македонка, извини, грешам. Единствена македонка што е видела да го има лајкнато пејџот на Леона на Facebook. И као рекла, одма морам да те додадам. И до ден, мислам, моментално она живее во Америка, ама пријателуваме веќе 15 години. Као многу се имавме зближеност, си доаѓавме на гости, ја кај неа, она кај мене у Прилеп. Многу цело средно се дружевме многу, као по телефон сме се слушале со сати, као на Мобимак имаше 3 омилени броеви да си ставиш еден период. Епа прва ми беше, до толку се слушави. Само да кажам дека уште од мала сум ја ценела вредноста што ни ја нуди интернетот и социализацијата со луѓе, пошто сум сакала да се запознавам. Така тоа преминало во Твитер, преминало во Инстаграм и полека како што се развивале социјалните мрежи, сум од Иван беше желбата. Иван почна да креира, да објавува и подолги YouTube видеа, пошто од секад сакал да се снима, јас сакав да поише бев инту слики, ама многу спонтано со кај него видеа се појавував доста често, бевме заедно и многу природно се разви сето тоа. Дури јас не беше од мене да речам потекната желбата да направам ја YouTube канал, јас застанувавме по улица со деца и сите беа киќа зашто и ти не си направиш канал, као имаше побарувачка, така да го кажам, и ме натера да размислам као зашто да не го гледам Иван, забавно му е него, забавно ми и мене која сум со него. Тоа беше баш на почетоците на YouTube во Македонија, мислам дека он беше нели во првите заедно со уште Стефанатор, така, ако не се лажам. Оби Beatbox беше исто меѓу првите, GP тие ги знам. Ние не ни знаевме дека постои, дека некој снима YouTube Македонија. Не знам, може би сега снима уште некој, ама они некако тогаш се издвоија, па многу време траеше тој цел хајп, мислам, деца вриштеа по настани, по улици. Ако не се лажам, така беше, баш беше со паѓање у несвест. Беше. Некад ми паѓало дури непријатно, ме гледа и се треси и плаче, викам, да молам, не плаче, мислам, ја разбирам дека е возбуда, ама непријатно чувство на моменти ми се стварало дека некам негативно нешто да придонесам just by being. Некому. И сега свати дека ти стана твојата омилена пејачка, се зеза. Па има деца, лајка, ти сталка. Стварно. Сега треба да ти е јасно зашто детето плачело. Да. Веројатно... Осеќам дека искрена емоција, дека не е...
Добро, кога сме толку мали, паѓаме у несвезно, не се заљубуваме, се фиксираме во некого што е пресмешно. Зошто си Кике Цветче? Така беше и на Твитер Кике Цветче, нели, ако не се лажам, ако се сеќам. Останато ми одамна, ама е од презимето. Дека Цветковска, една другарка почна ме завика Цветче и бев која креирав юзер, не ни го мислев нешто претерано. Може весело, таква сум цела бабли игрива, као тој ми е Јас сум Цветковска, ама Цветче не му текнало на никој да ме вика. Не сум ги асоцирала луѓето на Цветче, заборавив дека и ти се презиваш исто, само немаш В и после ми текна дека си од Прилеп пред да кажеш дека по тоа се разликуваме по В, тоа не сватив никогаш зошто немате во Прилеп В. Многу долго им се видело, не знам. Не знам зошто немаме, но знам дека многу знаеа да се навредат. Зашто ние имаме? Да. Многу знаеа да се навредат или да се само горди дека и ние сме без В. Па Огнен Јаневски има Огнен од Јаневци без В. Тоа му е дури и на профилот, нели? Ете гледаш, треба и јас со прилепчани да почнам. Ако премногу грешавале, мора да потенцира. Да, видов дека има исто подкаст со прилепчанец. Тебе не те видов гостинка таму. Не се стасала на ред, ама сега сватив дека има многу прилепчани за викање. Тука е Сунај, од кај тебе. Кој е? Сунај Сабриовски, новинарот. Огнен Јаневски, значи треба годинови со прилепчани да ја почнеме. Не ми е подкаст со прилепчани, само ќе има прилепчани. Ке си бегате сега за Василица дома? Па, реновираме дома да те прашам ова, затоа што предходната гостинка, принцес Донацо, кажа дека има бабари во Битола и некој обред на луѓе што маскирани одат по куќи и плашат деца. Па да те прашам дали нешто такво се прави исто и во Прилеп. Па, валјда не, се оди на Коледе само. Се оди на Коледе? Тогаш се оди на Коледе? Не тогаш, на 5-ти. Не за Василица. За Василица мислам дека немаме некој обреди. Ние ги имаме мечкарите за прочка во Прилеп. Да, ви имавте мечкари сега од инфлуенсерство до корените го вратив муабетов. Ама ме интересира затоа што малце си ги прошарав гостите што надвор од Скопје се више кога сме кај Прилеп. Сакав нешто да те прашам, тој пост ми беше многу интересен кај тебе на профил, затоа што често пати го споделуваш татко ти и тоа другарство на татко и ќерка што е безценето. Имаше многу убав пост кога бевте во Занзибар. Сега ќе те прашам за музиката, бевте во куќата каде што е роден Фреди Меркјури, така? Да. Би сакала нешто поише за тоа да ми кажеш, па и за љубовта кон Queen како една од нели најлегендарните групи forever, за секогаш, од секогаш. Јас сум дете на разведени родители. И многу често гледањата и дружбите со тато ми биле еднаш неделно во недела и дур можам да искористам во денот да се гледам со тато, јас се гледам со тато. Мислам, најчесто најслободните дружби, имало и други активности, ама онака топлата дом дружба била дома кај него и многу често пуштал музика и сме слушале музики, тука сме ги правиле најопуштените другарски муабети, сум учела многу од него, сум примала совети, сум му раскажувала мои маки, тој ми раскажувал негови животни искуства и тука настанало тоа зближување и другарство и дефинитивно Queen биле едни од топ 5 работи што ни ги опишувале тие дружби, многу често ги пуштал и се фасцинирал од гласот на Фреди, што кога сватив што има во Занзибар, пошто ние јас кај тебе видов прв пат не знаев тебе. И ја не знаев и кога гледав онака што може да се види во Занзибар, откако веќе имавме букирано, видов дека има куќата на Фреди. И многу не знам, растреперувачки се чувствував кога бев внатре и му се јавив и на тато и заедно го шетав низ музеот колку што можев, му го донесов музеот блиску. И ми беше клучен момент заради тоа што секогаш се трудам да допринесам и да вратам, да речам на некој начин, од благодарност на фамилијата за се што ми понудила во животот, пошто знам дека ничија фамилија не е ни идеална, не е ни најсовршена, ама гледам да сум благодарна за се што ми било пружено, пошто факт е дека ако па не ми биле пружени некои работи, немало да бидам таму каде што сум денес. И сум благодарна за сето тоа и гледам да наоѓам начини да возвратам. Е многу убав начин. Се надевам ќе имате шанса и заедно да отидете. Yes. Некогаш на Занзибар. Таму како си поминавте? Гледам дека е сега баш
хит дестинација, одат многу луѓе, не е ни нешто пари што не може да се заштедат сега. Да не претаруваме, сепак и у Македонија живееме, ама некако многу му е силна желба, достапна е. Како си поминавте таму? Јас бев многу фасцинирана. Пошто јас сега се обседнав со само гледам нели од Jungle Tribe. Да. Кај може човек да отиде и видов многу луѓе што ви имам видено. Како поминавте, пошто не е дека нешто баш многу ни од Македонија топ дестинација ни била за шетање. Ние се решивме за Занзибар само заради тоа што беше период кога привршуваше корона и пукнати бевме за шетање. Да, ете вакцини, добро пукнати бевме за шетање. И имаше само 2 дестинации што беа достапни, а не сакав да се ангажирам сама да букирам на толку далечно место и не знам ништо ни за културата, ни за луѓето. Ми беше по доверливо да одам со агенција и само Мексико и Занзибар беа достапни тогаш, пошто многу држави во светот беа се уште затворени, да. И на тепка беше малку каде, ајде Занзибар. И буквално немавме многу ни истражено, затоа викам ја не знае дека напред куќе. Па не, задоволна бев што бев со агенција, искрено, ама клучната лекција што ја извлеков од таму беше да бидам благодарна за животот. Имаше Иван и песна таму направено така? Тоа беше скроз непланирано. Тоа му дојде како поклон за роден ден од мене, а ја го организирав додека бев таму. Многу спонтано испадна со водичот направи малку. Беше со некој артистот таму, така, како не се лажам. Продуцентот е еден од нив и успут луѓе што дојде у студио да се дружиме додека снимаше песна, го направија како колаборација. А кој ја напиша? Иван? Да, на лице место за 5 сати ја напиша. Продуцентот треба песна да напишеш. Не му ни кажав, го собравме со водичот, го возиме на бода, такви тоа име главно превозно средство таму, едно моторче, томовче и еден те вози. Толку е. Како сикаат бода. Бода. Пошто сето е камења, сето е румби-тумби, немаш како да поминеш. Боје име од Томос, во секој случај. Повесело е. Да, ама тоа што нема никогаш да го заборавам од Занзибар е колку беа благодарни на животот и секој ден го живееа to the fullest. Секој ден е нова шанса за нив. Се доста сиромашни. Живеат како, не знам, 50 години поназад од нас да се во развојот. Кој што јас се осеќам дека во Македонија сме 50 години поназад од прогресот на целиот свет, така они беа поназад од тоа што ние го имаме. И пак не се жалеа, и пак беа насмеани, и пак те поздравуваа со игра, со смеа, со насмевка, со добрина. И Хакуна Матата е стварно Хакуна Матата. И го живеат така. Не, ми се допадна таму што барем по тоа што гледав сите луѓе што се биле по турите по седека, баш онака вистинската слика покажана. Значи, вие не бевте некои убави беа и хотелот кај што се сместени се, ама сте имале можност да видите како живее локалното население. Не е шминката од ресори и колку е убаво плажите, туку баш она обичниот човек што живее таму надвор од ресорите и од луксузот, како живее. Баш не знам тоа, улиците, тезгите ми личеа као некои места тука во Македонија. Да, такви си пазарите, дури ти викам, дури имаш и во полоши услови него ли кај нас. Да, и сите се окезени, насмеани, те смени. Колку и да е мал период, барем сикаше ние зашо кукаме тука. Да, и од тогаш натаму мислам дека ако барем за 5-10% минимум на дневно ниво сум подобрена на таа тема. Пак ќе кажам, да бидам поблагодарна за сето што го имам и да сватам дека не е лекот во кукањето и не е лекот во чекањето некој друг да направи нешто за тебе или не ти е само државата крива е главниот проблем во Македонија, не ти е само као ворете, нека е, тоа е моменталниот случај. Ти што правиш за да си го подобриш твоето секојдневие, пошто ако не почнеш од тие мали, да ја подобриш. Ако ти си добар во таа држава, ти со твоето бидување подобра личност, ја правиш таа држава подобра. Да, ама ти пред малце кога зборувавме нели за куќата на Фреди и убаво спомена за целото тоа детство, сите ние сме пораснале со некој проблем со нели разводи на родители, што на некој начин и кога си дете рушење на свет и најголемиот проблем во главата, но фино е кога човек се тоа го има испрocesирано и може да порасне во здрава личност, затоа што јас не познавам од ова подневје не само во Македонија, возрасен човек што немал трауми во детство. За жал сме нездрава средина,
и тоа веројатно само од генерација на генерација се пренесува и се надам дека ние миленијалците, па и тие после нас, дека ќе бидат тие што ќе го прекинат синџирот на влечење трауми и проблеми од претходната генерација, дека нити се сите луѓе на светот криви поради нешто. Да. Последниот период, последниве година и пол, две, тоа што најмногу ми помогна за да можам да поминувам, еве да речам, низ тие генерацијски трауми, низ јас да речам, да се дефинирам и да се формирам, беше водењето дневник. И општо рефлексијата, убавината на рефлексијата, кога застанував да на старт бев малку изгубена, да ти кажам право, као ајде ќе водам дневник, па ќе запишувам едно друго и не знаев во планер ќе заведам нешто, ама ми беше непознат тој свет, ама сакав да му дадам шанса. И еве сега кога седнав да правам годишна ревизија за 2023, сваќам колку исполнета ми била годината и колку ми помага тоа што имам како податоци за каков бил мојот живот и лекциите што сум ги научила ми се напишани и некогаш дури се потсеќам, као ми треба време да се потсетам и да рефлектирам. И интересно ми е пошто се чувствам кога да си окрирам мојот учебник. Ова е учебникот од кој што ја учам, ова се моите искуства. Си го пишува животот. Да, мислам, да. така на некој начин, ако Буквално. може да се каже. Дали сметаш, бидејќи ова со дневниците водење го имам чуено од многу луѓе и мислам дека е супер работа, но дали мислиш дека и од една страна кога треба да работиме на себе, да се подобриме, дека треба да сме позитивни низ животот, но колку па од друга страна сметаш дека многу постои па и токсична позитивност во денешно време и дека сега некој да не свати погрешно, ма и нека не свати, дека не можеш на некого што поминува низ лоши работи или самиот кога поминуваш низ лоши работи да кажеш готово сега не мисли само позитивно, а да речеме некој близок ти е болен, тебе не ти е добро, бе денеска не ти се искача од дома. Колку па тоа е штета и притисок врз нас сега младите и од социјални мрежи и од луѓето околу нас, таа токсична позитивност дека треба да бидеш добар по секоја цена, дека не треба да ти биде лошо. Ја би ја дефинирала валјда токсичната позитивност како лажење на себе и бегање од себе. Пак е бегање на себе, дали бегаш од себе преку не знам, оговарање на други, преку гледање телевизија, преку навлегување во светот на социјал медија или преку лажење на себе дека си во ред, а сепак избегнување ментално на соочување со проблемот, пак е лага. Ако гледаш дека нешто те мачи и не си во ред, само мораш... Сум сватила дека мене ми помогнало да си пружам љубов и да си пружам разбирање, за да можам полесно да го isпроцесирам чувството, емоцијата, маката, тагата, што и да имам и да поминувам низ тоа во моментот. Има момент го разбирам моментот на ќе си изборам позитивност за да ми биде позитивно и мислам дека апсолутно има многу голем ефект тоа. Се додека си чиста према себе, се додека не по секоја осетиш цена. емоциите, не по секоја цена, Сега, ама мора да Сабајле ги изживееш работите, си да ги кажал осетиш. ти кажале дека си од нешто болен, карикирам се, или некој близок не му е добро, или ти збркале од работа, немаш да мислиш само позитивно, денес ќе ти се пцуе, ќе ти се плаче, нема да ти се искача од дома и тоа е се во ред, затоа што тоа еден писател наш македонски го има кажано вака на неформална дружба, дека и од многу среќа и од многу тага човек може да умре. Тоа во психијатријата се вика манично депресивна, како и да беше другиот збор, манија и депресија заедно кога имаат луѓе кој диагноза, затоа што не можеш вечно да си само среќен и еуфоричен или да бидеш само тажен, зашто навистина се умира од тоа. Пак е до балансот, исто и како што можеш да си на диета со краставици, па после се прејадуваш. Да, и од едното и од другото Да. не чини па и за главата, како што сакам јас да кажам, и за самото тело. Не може да ти двете работи да бидат и пак се враќаме на што пред долги години не тера да бидеме најслаби на светот, сега ни кажувате многу ако сте дебели не мора ништо да правите. Исто е веројатно и со токсичната позитивност. И убаво е што
Ева човек како тебе кој има доста видливост на социјалните мрежи, ќе може да го зборува ова затоа што јас се уште сметам дека луѓето мислат дека персони што постојат и на социјални мрежи, луѓе што постојат на социјалните мрежи се видливи дека се совршени. Се борам да докажам дека не е тоа така. Гледам пак ќе кажам, порано ми сметало, не знам, да срамота е да бидам ваква слика од мене да се објавили. Сега не можам да најдам конкретен пример сега, ама или денес ако не те се снима видео, нема да го снимиш, нема стори да направиш. Зошто? Точно. Пошто не сме им робови, како што рековме, на социјалните медиуми, туку јас конкретно го доживувам како дел од животот. Да, ќе споделам и лоши работи, ама ако не ми е тука мислата, фокусот и желбата, зашто со сила да го правам? И не знам како да дефинирам. Има реални и има луѓе кои што мислат дека треба да работат по шаблон. Само јас сум човек што не сака да работи по шаблони. И тоа и го прикажувам и тоа и се осеќа. Пошто сум го зборела со многу луѓе, се осеќа. Секој си има средна, можеби тоа име, не знам, фокусот и работната навика им го ствара тоа, као работам по шаблони, работам вака и вака, мислам, сакам да сум ја организирана, ама во моментот кога ќе осетам дека ми ствара притисок, сваќам дека почекај, смири се, сталожи се, измедитирај, па ќе биде се во ред. Види, јас тоа баш на кафиња со пријатели сме го збореле. Можеби не можеме да знаеме вистински каков е Џо Роган. Ама кога живееш во Македонија ќе се сретнеме некаде, не може човек да глуми вечно. Да. Затоа што ќе се сретнеме у кафич, у продавница, на одмор ќе се видиме. Стварно сме шака луѓе што убаво кажат не можеш да глумиш. Што ќе ти пројде година, 2, 3, кој што кажа ти со рекламирањето со бомбони. Ако не си го направила тоа, ако продаваш пуфки вака на израз извини и утре замислите гледам вешалици јадеш од тие 3 години кога ти ги постигна твоите најдобри резултати од кога си го смени начинот на живот. И, нели, не можеш да глумиш во држава каква што е нашата, затоа што еве пред да почне интервјуто најдовме 2-3 луѓе дека ги знаеме заеднички, сите со секого се знаеме, ако не сме роднини, сме другари, ако не сме другари, сме од работа. И тоа е исто многу важно, мислам, за луѓе во што се на социјални мрежи, дали се инфлуенсери, дали се од мојата фела новинари, не можеш да глумиш. Ама не знам дали се сложуваш, не можеш да глумиш, каде ќе избегаш, мала ни е држава, Скопје, 3 улици. Ма како ќе живееш ако глумиш, ја би рекла, би прашала. Како ќе живееш, дали ќе ти биде комотно или ќе се изолираш само од светот, за да не те видат што правиш. Конкретно тоа што го спомна со вешалицата, сакам да кажам дека има дури такви, не, туку дека имав и такви помисли некогаш, као леле сега вака, ако ме видат дека јадам, као за некој друг да купувам, сум си стварала глава, леле, како вака се, ако ме видат, ја тука едно кажам, после низ работа и мислење и зборење, сватив дека во ред е, као дури и да сум ја таа што го изела вешалицата и некој ме видел, во ред е, као ја па нема да лажам за тоа. Ако некој ме праша, ја пак ќе го одговорам. И да, е еден оброк и прогресот пак се гледа на крајот на денот. Пак се гледа кај одиш, дури и тоа да поминало и се збори и за cheat meal. Многу работи сум зборувала низ цело искуство како што го поминав во однос на конкретно исхраната. Интернетот е брутален, ако те фати некој дека лажеш, предпоставувам, и многу се луѓето сурови затоа што позади профил мислам дека нема човек и предпоставам дека кога те фатат како некој што нели што работи тоа, дека баш се прават хајки, сме биле сведоци. Не зборам само за во Македонија, баш онакви најдолни подли работи со споделување, со навреди на луѓе, не знам дали си забележала, ама сметам дека дури у Македонија го има тоа, иако предпоставувам ова ти што го работиш, па релативно ве знаеме сите луѓе што се занимавате со инфлуенсерство, да речеме, не е тоа мал број, ама не е па ни кузни колкав за да 90% тие луѓе не ги следиш, барем јас така мислам, нема многу луѓе, нели?
Па, За пазаров наш мислам дека окей, окей, бројка колку има. да познаваш релативно. Зависи колку си во онлайн светот. Ако не поминуваш само толку време онлайн, логично е да не ги познаваш инфлуенсерите, колку и да се, и 5 да се, нема да ги знаеш толку, можеби. Би рекла така, пошто поголемиот дел од нашето присуство е таму. И повеќе на Инстаграм, колку што гледам, или? Па кај мене е моментално Инстаграм, ама не знам дали ќе остане уште долго таму, пошто некако се чувствувам како само сигнали да ми дава да го Да го одбегнеш? да го паузирам малку и да го пренасочам. Не да го одбегнам, туку само да му кажам тамане. Пошто многу ми заминува Инстаграм во ерата на Фејсбук. Така некако го доживувам периодот. Ма не знам дали имаш забележано, и јас гледам по подкастот и предходно, кога било каде сум работела, може би мојата публика не е помлада, барем и тоа бројките сега покажуваат. Дури Facebook таков каков што е сега, мојот рич и мојот достап до луѓе таму е многу поголем од Инстаграм. Че на Инстаграм може да се превртам на глава. Не стасува ништо до луѓето до Инстаграм. Така што дали има некој чуден алгоритам или ќе го снема Инстаграм, ама Инстаграм некако не работе во последно време за никој очигледно. Не сум го простудирала од тој начин, ама ја во однос на опциите што ми ги нуди како креатор, веројатно сум по незадоволна, е така да кажам, што би сакала да настрана од нели колкав рич можам да добијам. Интерфејсот цел некако се менува и станува по, не знам, веројатно денес го доживеав тоа така, некои нови промени имаш и као се по детски, не можам по да ги детски. фатам што прават и ми е- луѓе на Инста. Што менуваат, не можам да пофатам, Тоа. секогаш има нешто ново. Ми се појави пред скоро, честито, ајде 7 days, као 7-дневна стрик да направиш, 7 дена сториња да објавиш, као награди, као такви некои реворд ментални игрички, као за да те зароби цело време да си таму. Не, као не паѓам на ова, не ми се допаѓа, као ме замараш со нотификација што ја треба да ја изгасам, со fake badges и не знам шо, као не ме стимулирај вака. Не ќам да бидам јас барем стимулирана така. И каде би се префрлил пазарот на инфлуенсери ако го нема, ако го нема? Не, Нема ќе го има веројатно, ама меѓутоа тоа беше лично моја желба да видам не, од многу дека може луѓе нема го имам смена. слушнато ова, затоа те прашувам. Аха. Па YouTube е цело време тука. Мислам дека е одамна и цело време ќе го има. Моментално веројатно the latest, најновото, најпоследното е TikTok, кој што исто многу често се менува, ама во споредба со Instagram мислам дека е многу алгоритмот е баш луд. Барем така личи. Е луд, ама е Мислам дека поразличен, по-дайврс, многу полесно стига се до Е се. таму како се закачува човек. И таа апликација ја избришав меѓу првите. И Сватив таму еднаш скролаш. дека 4 сати скролам, значи тоа нема врска со и посвари, не ги објавуваат истите видеа од TikTok најчесто и на Instagram после, барем тоа што сум видела по луѓе. Па веројатно, кога го водиш, ако водиш нешто како твој бизнис, има повторување на контентот за да стигне до што поширока публика, пошто може една публика те следи на TikTok, друга публика те следи на Instagram и ако сакаш твоето дело да стигне до повеќе очи, го пласираш на двете места. Деве да те прашам, следиш ли луѓе, да речеме, јас од Србија следам многу луѓе. Колку е, и мислам дека светлосни години се за многу работи од нас. Та не зборам као индивидуално, дали тебе те споредувам со некој или некој трет. На што мислиш тоа дека се должи кај нас? Значи видов има на, може би се чула Wannabe магазин, можеш да провериш, имаат некој магазин што е за култура, за ентертејмент. Има наградите беа човече Холивуд и си реков ова се случува на 400 километри од Македонија. Имаше споредба, например, еве не мора за наградите, така ми текне, имаше споредба направено, например, или може би па таа јазична бариера нив им дозволува да имаат многу поголема публика, бидејќи српски се зборува, многу повеќе луѓе Балканот зборуваат. повеќе разбира српски него ли македонски. Па, веројатно и поголем број на народ се, прво и основно, поголема публика има за гледање, кај нас сме полимитирани, пошто колку милиони и пол, колку гледаат уствари, колку... Па ете, може би, ама... нешто, да. Пак сме лимитирани. Предизвик, тоа што лимитирана ти е публиката, ама
не сум го гледала како толку од бизнис и просперитет аспект, ај така да кажам, туку пак поише како ова сум јас во моментот и тоа што сакам да го правам е да го споделам нешто. Некогаш мешам англиски и македонски, некогаш само англиски постови, тоа имам како што ќе ми дојде од да. душа, како го чувствам, така и џурналам, така и водам дневника. Ако низ пола мисла ми доаѓа англиски збор, зошто да го губам времето да го менувам сега кога ми е за мене, тоа е излегло најприродно од мене, пошто го знам многу добро англискиот, јас не следам толку српски контент, претежно ми е англиски контентот што го следам и се од луѓе се повеќе и повеќе си ги имам наштелувано алгоритмите да гледам работи кои што ми се мене битни во моментов и да учам од такви работи. Моментално сум по спиритуално настроена и тоа сакав да ти го спомнам од претходно дека можеби тоа што последниот период се запостави во однос на тело и исхрана беше заради тоа што сакав да истражам друг аспект на себе повеќе, тоа беше по спиритуалноста и таквата дружба со себе. И сега пробувам само да ги спојам во 2024 и да продолжам. Добро, не може секогаш во секој момент се да имаме и се да направиме. Треба и тоа да знаеме некогаш кога треба човек да подзастане. Предпоставувам низ истото и ти си поминала, не може се да имаш во секој момент. Да, имав еден период, чувствував и притисок дека еве сега, нели, свртев толку очи на кај мене од нешто што за себе почнав да го правам и поише за своја одговорност беше, така да, и мислев дека баш заради тој момент сега имам должност, сега треба да креирам почесто, као тоа уште повеќе ме закочи и да не креирам и да се чувствувам лошо што не креирам. И ми требаше период на така опуштање со себе си. Во меѓувреме и работење и така на семејни трауми и на причи од детството, пошто лани ми се погоди, период кај што си ги најдов старите касети и за прв пат се видов така поише во 3D како мала и моите фамилиарни збирки, ама и општо обични секојдневни дружби по дома. Имам таа среќа што другар на тато беше камерман своевремено кога ја бев дете и знаеле често да дојдат на гости кај нас и тој да ја земе камерата и имам такви си веројатно меѓу ретките немаме сите. Да, мислам дека како што го зборувам го дознавам тоа, ама имам буквално обични моменти фатено како играм со карти, мислам низ раце си врткам карти со куклата, возам, правам нешто и многу од помош ми беше за да можам да се продлабочам и да се запознам себе си подобро. Да, гледаш, не може сите да се пофалиме со тоа, имаме по 5 слики од годината, од одмор од роден ден. И е баш сега, мислам дори мене ми е незамисливо, гледаш и ти самата го кажа дека постои од тебе снимка како од дете сега. Овие деца цел живот ќе биде документиран. Да. И онака јас дома исто со детето го правам баш поради тоа, кој ќе има 20 години да му речеш не се занесува еве кога си бил бебе. Да. Што си правела ме гледаш убаво баш ко детенце да се видиш. Како ти помогна тоа? На кој начин ти помогна? Ми помогна да видам каква сум била како мала, кои ми биле карактеристиките, да видам колку игрива сум била, колку слободоумна сум била и колку не сум се устегавала во духот. Така, духот ми бил Децата се водат повеќе по инстинкти, тоа е чиста енергија, како да кажам. Било само потсетник да не го губам тоа уште, пошто како што учиме работи за светот и за општеството, така се натрупуваме, мислам, со тоа шаблоните, одредените правила. Се загадуваме на некој начин со... Па се загадуваме, јас така го викам. Вистина е, нема го право си. Се загадуваме, затоа што децата се толку чисти, толку енергии распознаваат. Сега јас, имајќи своје дете, гледам дека баш се како кутренцата како животните, не сака некој, не те сака, нема ти да го бацуваш за мушка. И после тоа како растеме научуваме лица да правиме, дека мора со секој да се поздравиме на улица. Одредена улога, не би требало да играме. Да, како да мора се по секоја цена, па ја мислам дека баш и не мора се и дека тоа е пола здравие кога ќе го сватиш. Само кога ќе правиш тоа што искрено од душа го сакаш, пошто и тоа ми беше исто битна лекција од лани, да си ја слушам душата, пошто имав неколку случаи кај што не си ја слушав интуицијата, би го нарекла, а интуицијата секогаш ми е во право и само секој пат го кажувам сите дека ни секој ќе направиш, кога ќе кажам некаде, не знам дали треба да одам, не знам дали треба да направам и веќе се научив да не правам, зашто ако го направам, стварно се лошо што сум предвидела да се случи, ќе се случи по не знам колку пати.
Не знам дали истото ти се случува. Онака, кога први знаеш дека не треба го правиш со сила и не чини бе, Да, па за такви ситуации... Кога не е што лезецки, како да го кажам. Ма еве конкретно, последен пример што го памтам за тоа беше летово бевме до Шпанија и бевме на Ибица и имав многу желба да си да ми сплете жена од таму плетенки 2 со додадена коса. И шетавме на еден хипи маркет и јас застанавме да се исценкам, башо претерано високи цени даваат. Нормално кај има туристи многу. Така. И пред затварање бе и некако не беше ни желна да ме плете жената, а јас само поише од возбудата и леле, ајде, сега начекав прилика да се деси, јас знаев дека можам и утре да го направам и со повеќе мерак, го isforsирав и врнеше и као искуството генерално беше ужасно за мене, како тортура го осетив, прво ме преискуба жената, пошто мислам дека и низината енергија кон мене ја осетив дека не е добра, као ниту она сака да го прави тоа, ниту јас, као мојот инер глас ми кажувал не го прави, не е сега времето и местото, као имаше многу показатели дека не треба, ама јас и наетливо не бе, веќе го направам. А не си се слушав. И не ми беше ни правилно сплетена после и замина и све, као не беше патецот на правилно поделен, ме искуба, овде бев обтегната, као главоболка имав од што ме кубеше. И така се изнаплакав пред океан и си ги отпуштив, пошто не ќе да ги гледам. Наредниот ден ми ги сплети добрата тетка. Така. И си ги сагав и ги носев цела недела. Гледаш човек која не се слуша и дупло ќе платиш. Да, и ќе те боли глава и тебе и буквално и глава те болело. Да. Бидејќи неколку пати ти го спомена Иван, со Иван сте многу време заедно, сте и у брак, колку што знам, така. Колку е важно, еве за тоа многумина не зборуваат, сега да не бидам тоа клишето и тоа јас многу што го мразам, а многу луѓе се уште го прават, со тоа како некој балансира помеѓу приватниот живот и ова нема да оди на така. Нема да оди на така темава, затоа што ви имавте и подкаст баш од таму, као повеќе ми беа мене као влогови. Да, ми беа као влогови, ако може така да ги кажам, многу повеќе отколку подкаст. Имавте своја верзија на Before Sunrise, само не со тугинец, туку со сопруг и сопруга. Колку е важно во животот човек да има барем, јас тоа вака го викам, да не мисли Иван дека е кон него насочено, барем една будала што верува во тебе. Да, Иван ќе се радува ако му кажеш будала уживе. Он сака да е будалата. Колку е важно така тоа во животот? За мене е најважно. За таа будала најчесто мислам партнерка. Да. Ама некој што онака слепо верува, вика ќе се качам на Монт Еверест, ќе се качиш, ја ќе следам. Ако реши ќе следам. Колку е важно, пошто за тоа мислам дека никогаш никој не зборува, обично се насочува тој муабет на стереотипи, на муабети за женски и машки односи, што во овој век не би требало да се зборат срамота. Колку е важно човек да има будала една до него, секоја глупост што ќе верува дека може да успее? Види, тоа ни беше и првичната мотивација за подкастот. Тоа е да ги покажеме сите несекојдневни, односно можеби нашите секојдневни дружби, што верувам дека за многумина се по-несекојдневни, пошто ги нема толку јавно прикажано, пошто се како што кажа пак по шаблонски, по вака мажите, вака жените, односите во одредени категории. Срамота е да збориме сега, мислам, кој век сме. Па тоа. Да не храниме стереотипи. Многу пати сум го кажала и дефинитивно го живеам тоа и го нагласувам на секаде, дека јас живеам за љубов и од љубов. И дека да не бил Иван во мојот живот, ја не знам кај би била сега во моментов. И во која состојба, мислам, дали подобро, дали полоша, ама ја мислам дека начинот на кој што се споивме со Иван и се тоа што го градиме во овие скоро, па еве веќе 9 години, за 2 месеци, ме оформил премногу, пошто и двајцата сме ги поминале цели 20. Заедно пораснато. Буквално заедно пораснавме, си бевме све еден на друг. Си се предадовме и двајцата и учевме и имало и тешки моменти, имало и најзабавни моменти, имало и таков спој, некоја таква врска кај што мислам јас сум имала од секогаш другарства, мислам сум се давала и за другарите и другарките, ама тој ми бил едниот човек, тој би бил тука, мој во душата. Сите други биле второстепени, колку и да ми се блиски. Иван ми бил тука. И мислам дека кога си го дадовме тој пристап и двајцата, кога си ги зближивме душите и да речам на некој начин си ги предадовме,
се препуштивме еден на друг, тој беше моментот кога знаевме дека сакаме да сме заедно, пошто дури сме на тоа као 21 век и општо како се гледа на бракот ми е многу формално, заради тоа што прашањата што ги добивавме од како се венчавме беше и сега како ви е во брак? Исто ми е. Истото, живееш со некој 100 години. Така, не треба бракот да ми смени нешто. Па ние се зезавме тоа дома кога кажува. Сега ќе видиш брат дека си женен, кога живееме заедно 100 години, као мене дури ми беше ако ти гледаш дека нешто е различно, ти преиспитај се. Свадба ќе правите ли? Извини, трудна сум и живеам со некој поише од 5 години. Еве сега утре ќе правиме свадба. Да, ќе се мачам сега. Зависи како го доживуваш ти. И нашите закони со да мораш да отидеш во матично и дека мора да побараш од некој дали треба да живееш со некој што го сакаш, нели? Треба на матично да отидеш. Па тоа папирологија е. Ова денеска баш го разговарав дека окей, ако некој тоа го прави среќен, ама мене ми е многу интимна работа, славењето, родендени, дали некој верува во Господ, прави крштевки, свадби. Индивидуално треба да е. Интимна работа. Во ред некој ако сака да прави свадба со 600 души, ама нека не се наметнува толку вистинската правилната работа. Пошто тоа е совршеното што се прикажува. Така не сакам. Има девојчиња што како мали си играле со барбики, сакале невестински фустани, јас не сум била тоа девојче. Јасно. И во ред е тоа. Точно и тоа е подеднакво нормално и треба да е подеднакво прифатено како и ќе дојдам на твојата свадба ако си принцеза, ама мене не ме тере да бидам, зашто нема да бидам принцеза. Го спомна тоа 10 години не сам малце. Веројатно и луѓе што ве следат и околу тебе што ги знаеш, ти се случува ли да добиваш коментари од типот дека тебе нешто ти се погодило или дека имаш среќа за нешто за кое веројатно, не знам како го имаш ти, која е твојата животна филозофија, за нешто што очигледно да можеш да живееш со некој да не си стараш очи да ти убаво е работа. Има ли некој кажано, па тебе ти се погоди Иван да речем или Иван да му речат Кики се погоди, зашто сум слушала во околината такви коментари за многу луѓе, дека кога на нешто имаш работено, да бидеш послава, да имаш окей врска, да имаш окей другарство, тебе ти се погодило. Ама ако Кики имаш уште плюс 40 кила, ти си мрзлива. Ако не си во добра врска, сама си крива. Си го гледала ли тоа од околината, дека луѓето мислат дека толку се лесно? И дека некој 10 години многу ќе го сакаш без да работиш. Каков е твојот став за тие така судење без да знаеш некого? Не можам конкретно да се сетам и не да најдам да е сега. коментар, ама општо ова атмосфера околу. Таква енергија. Може би поише на почетокот имало, сега некако се понавикнати, ама од друга страна, пошто се дружиме со многу широк спектар на луѓе од различни возрасти, значи имаме од сега, да речам така, тинејџери, early 20s до повозрастни и пробуваме да разгледаме низ генерацииве, нели, како се гледа на љубов и како се гледа се, и кога зборуваме со нив, гледаме да им прикажеме као да сме и во живо, буквално како што се подкастите, ние сме такви во живо. Подкастот само го нарекувам насловен е подкаст, пошто е пак долга форма на контент, пошто е муабет, ама тоа го кажувам стварно како седенка со Иван и Кике. И сакам да ги зборувам тие ствари, сакам да зборувам за љубовта, пошто, како што кажа, се може би изгледа се совршено, ама совршено изгледа пошто се работело и одамна сме пробувале да наоѓаме разни начини, дали било преку, не знам, заеднички постови на Инстаграм, преку текстови, некој преку секојдневно опишување на нашиот однос, да, не знам, да пренесам што правам јас, пошто никогаш не може да е лесно, ама се зависи од колку искрено и вистински го сакаш тука и колку си посветен. Во партнерски односи мора да сватиш исто и дека не зависи само од тебе. Многу често сум пробувала ја на Иван да му наметнам, да речам, работи, као сега моево мора поише да го правиме, или не знам, ајде мора да дојдеш и ти прилеп на Божик или на Василица ако ја одам. Доверба и опуштање, мислам дека се едни од најклучните работи. Ако и веруваш на личности и опуштиш да биде најцелосно своја,
тогаш ќе можеш и ти да си најопуштена и најцелосно свој и само така можете да одите најдобро напред. А тоа е според мене. најтешко, иако вака лесно игриво звучи. Ама сите совети звучат вака лесно, сите поговорки звучат Па лесно. не, затоа и ти споменав преска за токсичната Да. позитивност, дека тоа не е никогаш така, као сега се си лепди по облачиња, дека за некој да си ја среди главата и психата и целите во животот, тоа е најтешката работа на светот. А што друго годинава освен желбата да се вратиш со вежбање и со исхраната? Што ти се целите за годинава, грубо нешто? Ај не сакам така да ги кажам, може за 2 дена нешто неочекувано ќе ти се случи. Да, ама план кај некој, планирам. ќе се оди по други континенти, нешто нова работа, со работка. Во однос на работа цели, дефинитивно е повеќе посветување на подкастот, пошто го почнав спонтано да видам нема како некое време. не сум редовна, а имам уште 3 епизоди необјавени од летото, здравје, така да фокусот е повеќе љубов, повеќе на љубов во однос на работата. Би сакала главно, мислам, така примерна работа да ми биде фокусот. И наредниве барем 4-5 месеци ќе ми биде тоа. Во однос на нели здравје, имам цел да истрчам маратон за прв пат во живот, пошто јас од следиме. 123 до маратон, мислам маратон, не цел, 5 километри. И 3 да ги истрчаш, осетам. ако не си трчала и Да. успех. И повеќе време у природа. Немам некои дестинации за шетање сега во глава, повеќе сум да е природа, да е вода и природа. Минатата година многу почесто почнавме да одиме во природа и сватив која е лекувачката моќ на природата и колку помага за Мозокот го За знае. мозокот Не допуштање. мислиш ништо, онака, Да. баш си на аутопилот е уклучен. Не, па дури и да мислиш, ама смирен си, те успокојува. Да, Летово не. бев 2 пати во Охрид на неколку дена, еднаш за родење на другарка, друг пат за работа и успеав да искраднам така пола денче за плажа и баш другарка донесе хамок, а лани ми беше годината кај што открив што е хамок и која е убавината на хамокот. И само лежев, што викаш, не мислиш на ништо, ама ти доаѓаат мислите сами кога не мислиш на ништо, Ама не така тоа ги се средуваш. ретува, не е тоа Да. хаотично, не е... Со звуците на брановите у позадина многу успокојува и така повеќе се доближуваш до внатрешното себе, до интуицијата и до душата. Така што ќе сакам повеќе такви моменти и знам дека каде и да се ќе можам да го извлечам максимумот од тоа, пошто и преска баш тоа што ми спомна за шетањето, сакав да ти се надоврзам на кратко дека за Занзибар и за локалците и енергијата на местото, дека ја видовме не само главните туристички атракции. Шетањата со Иван секогаш ни се такви. Пола се фристайл, пола се планирани места што сакам да ги посетам, пошто сакам да ги шетам улициве, сакам да видам каков е народот, сакам да Што зборуваат, разгледам. што јадат, Да, зашто да. се нервираат. да обзервирам. Да. Таквите шетања ни се најспонтани и најисполнети од друга страна. Као се препуштаме, стануваме денес и сакам да видам кај ме носи денов и да видам што можам да осетам. Да, А не да имам, мислам не да имам, знам дека и тоа било забавно, ама не сакам притисок да ми ствара цела агенда од места и настани што морам да ги посетам, пошто ќе ги доволно секој пропуштам ден додека сум правиме се што мораме. Да, така, да. не мори човек Може малце на што одмор сакам, а не што морам. Фала ти што почна годината на Некта со тебе и подкастот почна со жена, годинава почнува со жена и тоа ми е многу драго. Некако така се поклопуваат коцки. Ти благодарам уште еднаш што беше гостинка. Се надевам се гледаме низ град заедно со Иван во подкаст. Може, слободно. Посебно не, викам заедно ќе ве викнам да си доприкажеме уште нешто. Така што срекни празници, Кике. Thank you, фала ти на тебе што ме викни и фала на доверување на честа да бидам прва во оваа година. Ти посакувам многу успех. Тоа е тоа. Чао.